Криминал и корупција, ДКСК и правосудство. Вице-премиерот Фетај вака ги подредува по приоритет проблемите кои државата мора итно да ги реши. На годинишната конференција за координација на безбедноста порача дека сите овие предизвици се нотирани во извештајот на Европската комисија, а властите треба да се насочат кон подобрување на состојбите. Проблемот кој е сторен на Фушен. Главните проблеми кои што исто така се дел од извештајот на Европската комисија се во однос на криминалот и корупцијата, односно судството кое што со години нема кредибилитет во однос на решавање на судските процеси за криминал и корупција на високо ниво. Дополнително, вице-премиерот нотира дека е неопходни се промени во правосудството и кривичниот законник, за да се доближиме до европските практики. За време на овие 16 месеци владење како нова владеачка коалиција и гарнитура, ние сме се соочиле со две, да кажам, изолирани случаи за кои што веднаш се превземени мерки. Значи немало некој голем случај на корупција на високо ниво. Закани нема само во Македонија, таргет се и другите земји од Западен Балкан. Безбедносните експерти предупредуваат дека организираниот криминал не познава граници. Токму поради ваквата ситуација е важна меѓусебната соработка на безбедносните служби во овој регион. We also putting a severe emphasis on cybersecurity because according to some recent analysis cyber threat in the Western Balkans surged by 200%. 1.2 million private and public entities' records are at risk. And therefore I think we have to continue building up our efforts and answer to that. Terrorism is one of the main threats in the world, Europe. Okay, and it depends on the geopolitical evolution or involution of this scenario. So we need to cooperate to exchange information. Оваа безбедносна конференција се одржува во момент кога Европската унија прави интензивни напори за европска одбрана, проширување на Шенген и планот за раст, домаќи на Македонија, а овој регионален форум деновиве собира експерти од регионот да кројат решенија за подобра иднина. Габриела Лескова, Сител телевизија.